Добро вечер во уште едно издание на емисијата Став на Телевизија Плюс. Овој пат со нас господин Зоран Петрушевски, советник од ГРОМ во Коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, Првин. Добро вечер до вас и вашите гледачи. Ја користам приликата да честитам среќна нова година. Се надевам дека ќе се меѓу први. А така ќе бидете веројатно. Ви благодарам што се одзвавте на поканата. Кратко време работи советот во овој состав, кус период, неколку седмици одржани, 3-4 до сега, но секако беа навистина интересни за гледачите и воопшто за јавноста. Она што последно, како можеме да го наведеме, е станувањето, еден вид на изразување на револт на Коалицијата за подобра Македонија, во чиј состав сте и вие, по како знак на приведувањето на 30 на лица членови на ВМРО ДПМН пред се. Тоа го бележа последната седница. Не дека не продолжи, си имаше кворум, без никаква дискусија си помина точките на дневен ред, и на чистота, и на водовод, и на останатите кои беа предвидени. Така е. Наместо онака како што се надевавме сите дека токму првите месеци од новата локална власт ќе бидат ударни, па ќе се случуваат некои важни работи, разни случувања, а што се од локален аспект, вие, велите, она што беше најинтересно во овие први неколку месеца е тоа што советниците од групата за подобра Македонија го напуштија. Ја напуштија седницата во знак за револт, сите знаеме, навистина се поставува прашањето која е логиката на ова наша демократија, ова наш политички активизам, кога во една ситуација, сите ја знаеме која беше, каква беше, се обвинуваат луѓе за нешто што е најтежок злочин против народ и против една држава. Тоа е злочинот за терористички активизам, а тероризмот е непријателот број 1 на современиот свет. Сите сме свесни дека не е тоа, сите гледаме дека позади овие акции на полицијата, односно на обвинителството, се прават некои политички игри, од прилике ги насетуваме кои се тие и навистина не останува ништо друго, туку едноставно секој на свој начин да го крене гласот против една ваква чиста злоупотреба на власта, злоупотреба на позицијата на тие луѓе кои што секој од свој аспект навистина се луѓе за кои што многумина од нас не сме ни достојни да се мериме со тоа каков придонес имаат за македонската држава, македонската култура, македонскиот народ, а сега тие луѓе се обвинети за нешто што ни на крај памет не им било, а обвинувањето е подготовка за некакво си идно пазарење и навистина немаше смисла да останеме во тој момент да расправаме за некои во наводници поситни работи. Тие поситните се важни за луѓето и за граѓаните. Комуналното живење во локалната заедница, од каде што доаѓаме и вие и јас. Сигурно дека се важни. Меѓутоа има некои приоритети во одреден момент се поважни. Ние ценивме дека да покажеме едно такво противење на овие политички процеси во нашата држава, во тој момент беше поважно. Така. Она што беше интересно и што потекна од ваша страна предизвика доста размислувања и така навидум интересни размислувања доаѓа од сите страни, од опозицијата и од власта, е барањето за ревизија на материјално-финансиско работење на општината во времето на владење на господинот поранешниот градоначалник Зоран Дамјановски. Не многу за очекување беше веднаш прифатено од вашите колеги од власта и секако тука и од градоначалникот Максим Димитриевски. Меѓутоа се поставува прашање, господине Петрушевски, неколку наврати, да бидеме реални, Куманово беше единствена опозиција, не единствена, меѓутоа најголема општина која што беше опозиција, често беше мета на ревизии, што од држава, што внатрешни ревизии на одредени јавни предпријатија, на самите училишта кои што кај нас не покажа нешто симптоматично, да кажам. Кој знае што? Така, не покажа незаконско работење, едноставно тоа е сега. Сметате ли дека ревизорите ќе се нафатат оние што веќе ја ставиле подпис дека ревизијата поминала како што треба во однос на законското работење, дека сега самите себе ќе се побијат со тоа што ќе докажат одредено
Еве, Така, на веројатно- еден начин сомневање во однос на законското работење на Така, претходната онака како власт. ме прашувате, очигледно не сте погледнале ревизија и какви се тие заклучоци. Еве имам пред мене една ревизија, во која што ревизија обично има наоди и препораки. Ќе ви кажам кој беше мојот мотив тоа да го предложам. Мојот мотив е токму ревизиите што сум ги имал во раце и конкретно ова за финансиското работење, кој што ревизија беше интересна во минатиот состав, кој не сум бил јас, меѓутоа на јавна сцена се сеќавам токму сегашниот градоначалник, тогашен председател на Совет, излегува на конференција за печат и вели, еве што сакате, ревизија, не знам, преписки новинари и така натаму, еве дојде извештај и нема ништо во неја и така. Токму таа ревизија јас ја зедов да ја погледнам и токму од таа ревизија излекол заклучок дека работите не се баш такви. Следниот мотив ми беше самата изборна кампања. Градоначалникот сегашен во кампањата вели дека ако дојде во позиција градоначалник, ќе се бори да го спречи градежниот криминал, не знам, урбаната мафија, не знам, бирократијата во општината, не знам, градење на секој ќошин и така натаму. Во една друга прилика кажа дека не кажал ова градежна или урбана мафија, меѓутоа кажа и таква определеност кај него имаше. Добро, веќе во таква една ситуација, кога веќе сме дојдени како нова локална самоуправа, логично се постави прашањето дали треба да погледнеме малку наназад или не. Суштината и на мојот предлог е не само тоа што ревизијата го покажала или ќе го покаже. Суштината да се погледне малце подлабоко. Ревизијата прави ревизија до ниво дали се застапени законските постапки А, Б, С, Д и така натаму. Меѓутоа, вистинска ревизија е ако погледнеш натре, па видиш дали морало толку пари да се потрошат за некоја активност, можело ли да се уштеди, дали имало расипање, дали немало, каде може да се тоа малку да се спречи во иднина. Неколку работи само да ви прочитам какви се одстапувања ова ревизија за која што сега зборувам се најдени. Например, анализирале 5 јавни набавки. Ова ревизија, 5 јавни набавки, односно 10, од кои 5 се исправни, 5 не се исправни. Овие неисправните, најмногу има забелешка, немало контрола на спроведување, односно трошење на тие средства, на тие материјални средства за реализација на таа набавка. Понатаму има препорака. Да не читам сега, препорака внатрешната контрола, секоја општина се имаме и ние, да имат соработка со финансискиот оддел, да има луѓе кои што задолжени мораат обавезно да пријавуваат неправилности во финансовата полиција и така натаму. Немало такви луѓе или имало не работеле. Сума сумарум, градоначалникот се сложи, владеачката структура исто така, што значи предлогот си бил на место, затоа што навистина е потребно на една нова структура да тргне она што се вели од нула. Нов доказ колку е исправно вака да размислуваме суштински, ние не ни треба никој друг. Ние да погледнеме во суштината на трошењето на локалните пари. Веќе завчера го слушам градоначалникот, односно на советот кога ние излеговме. Ја кажуваат цифрата од која што оддамна ја чекаме. 820-30 милиони денари нашата општина заедно со јавните предпријатија сме должни. Тоа е огромна цифра. Завчера, не знам дали е спроведена, имаше јавно надавање веќе преку извршителите оди, не знам колку знаете, постапка да се продаваат дуќаните во символот на Куманово во занетскиот дом. Занатски дом, што го велиме. Доле дуќаните се веќе на продажба, бидејќи луѓе што се доверители на општината по своји патишта си ги барат тие средства. Знаете дека имаме дадено дел од Парастас салата и дел од новиот базен веќе дадени како така гаранција дека ќе ги врати ова долговите чистота и зеленило. Во меѓувреме не ги плаќаат тие пари.
добро чувме и дека Имаше не знам друга судска страна, постапка која некоја спорува така. го спорува. И тоа факт е, долгот постои и долгот не се плаќа. Добро, што ќе правиме ние парата? Ние, зашто сме локална самоуправа? Да ставиме клуч на самоуправата? Не. Мора да се оправиме до што се вели, секој денар да водиме сметка каде ќе се троши. И во таа смисла, ценејќи ја заложбата на градоначалникот дека сака така да работи, нормално е, заеднички се одлучивме, ајде, повелите од денеска па натаму да работиме најдомаќински што е потребно. Така, тоа беше и суштина. ветувањето на тогашниот кандидат, сегашен градоначалникот, дека ќе работи домаќински, транспарентно и најави штедење, не дека не најави. Тоа можеше да се чуе во одредени, кој следеше кампања можеше да се забележи во одредени моменти. Кои се вашите очекувања? Она што ги тишти граѓаните секако. Комуналните проблеми тука се клучно. Како мислите вие да работите како опозиција? Дали очекувате дека одредени ваши сугестии, проблеми, забелешки ќе поминат? Како што помина и ова, мора да признаеме. Како што помина и овој предлог. Меѓутоа, следната седмица покаже нешто друго. Ние веќе ветивме како коалициона групација дека ќе бидеме конструктивна опозиција. На состанокот колку е прифатена нашата конструктивност. По овој пример, да, добро е во ред е. Но веќе на наредната седница, лично јас поднесов амандмани на точки развојна програма. Нешто што ќе работи општината во оваа година и наредните години. Такви се развојните програми и конкретната програма за уредување на градично земјиште која што има важност од една година. Мојата идеја беше, и не само моја, туку на целата опозициона групација, во Куманово имаме трошоци во областа на сообраќајот за одржување на семафорската сигнализација. Баш кај што не ни се потребни. Не знам дали знаете. 20.000 евра плаќа нашата општина за одржување, да, тоа е транспарентно. пак правење на нови семафори на раскрсници каде што се уште нема, пример, еве сега се почнува кај спортската сала, кошта многу повеќе. Кошта по 780.000 евра. Сега, поведен од тој мотив, јас со мои амандмани предложив, а предлагав и пред 4 години, односно 5, кога бев се уште советник, да направиме кружни токови во општината, со што, само овој трошок да го избегнеме, 20.000 евра годишно, на 4 години тоа се 85-100.000 евра само за одржување, а колку се одржуваат, тоа сите граѓани видат, тоа најмалку може да се скрие. Често пати едноставно не работат и ние функционираме. Значи, само по тој основ, за жал, градоначалникот сегашен, тогаш председател на Совет, беше меѓу другите што гласаше против таа идеја. Добро, јас чекав 4, односно 5 години. Повторно доаѓам со таа идеја. Да ги правиме кружни токови во општината, да не зборувам колку тоа од сообраќајен аспект е побезбедно. Затоа што такви сознанија, такви анализи имам. Моите амандмани не излеговме од седницата, но, слушнав, моите амандмани биле одбиени поради тоа што немало во амандманот покажано финансиска ставка од каде пари ќе се... Суштината, ја не барам никакви пари. Суштината е да се скимнат тие предвидени трошоци. Сега градоначалникот предвидува нови 20.000 за одржување и плюс предвидува за нови. Јас само предложив едноставно да се направат планови за кружни токови. Ништо повеќе. Мора да ви потенцирам дека на општинската веб страна на градоначалникот има предлози за кружен ток на почетокот на влезот од Куманово и кружен ток кај Митев мост. Прекрасно. И има оставено сугестии и коментари, едноставно да се види, претпоставам, размислувањето на сограѓаните. Има коментари од различни погледи, некој е за, некој е против, секако не можеме никому целосно 100% да се угоди никому. Така. Меѓутоа има такво размислување, значи оставени се кружни токови на влезот од градот и на Митев мост, односно ја знаете, скрстосницата која што е ете така.
Одлично, луда Мара ја вика некој и така се така. случува често. За истата таа раскрстица, пред 5 години, јас предлагав да се направи кружен ток. Не сакам, Истиот поентата ми е дека има Ама ја сакам размислување. мојата поента да ви ја кажам. 5 години ние изгубивме. Зошто? Затоа што Зоран предложил. 5 години ние губиме и жртви имаше таму. Истиот овој градоначелник гласаше против таа работа. Сега он предлага да биде таму кружен ток. Супер! Еве поддршка, готова поддршка. Она што се однесува до влезот на градот, тоа е релативно нова состојба, поддржувам исто така кружен ток, како прекрасна работа. Но ова што кажавте, во медиумите има некој план лево, десно и така натаму. Видов, приметив. Морам да ви кажам. Не се прави така јавна расправа. Јавна расправа се прави на друг начин, регулирано е со прописите. Советот дава предлог, Советот застанува позади одреден предлог, па донесува заклучок да се организира јавна расправа. И следи така, но меѓутоа Па треба така треба да работи. Велиме дебати, така организирани дебати. Така се залагаат, СДСМ се залагаат за дебата и Кој цртал, што нацртал, како нацртал? Јас го гледав тоа. Ја не можев да сватив. Изработено од стручни лица, мислам дека Нека се живи здрави стручните лица, мора позади нив да стои одлука на Советот за да тоа биде вистинска јавна дебата. Дека нема да се прескокнуваат тие законски нормативи, да стои јавна дебата која што ќе помине на Советот, мислам дека тоа е. Ама еве сте го приметили и веќе велите се води дебата. Не, се води дебата. Се води дебата помеѓу граѓаните, погрешно бев протолкувана. Се води дебата меѓу граѓаните кои што на крај крајава се водела дебата и пред тој цртеж и за време и секогаш има и за и против и тоа е убаво да се чујат различни размислувања. Мислам дека нема да се прескочат секако и Советот. Што се однесува до тука, веднаш што го зборуваме со обраќајот, веднаш се провлекува прашањето за загадувањето, секако тоа е тоа. Последниве години аерозагадувањето се не збориме за загадување на. Некако Куманово е постојано на врвот на листата во Македонија. Некои велат и на многу пошироко ниво, не знам, европско, светско, не знам, но во Македонија таква е конфигурацијата на теренот и така натаму. Знаеме дека тука автомобилите, старите автомобили што ги донесувавме, веќе си даваат негативни резултати. Така. Секако тоа што... морам да го кажам дека одредени од тогашна опозиција велеа дека токму тој закон кој што со кој ВМРО ДПМН и тогашните коалициони се додворуваа на граѓаните. Така од друга страна се имаше своји позитивности, голем број граѓани си донесоа нови автомобили. Како и да е, ѓаволот си дојде по свое и имаме една ваква ситуација, но задоцнивме со гасификација. Гасификацијата ја почнавме можеби има и 10 години. Планот беше за неколку години веќе најголем дел од градот да се вклучи, луѓето очекуваат како таа гасификација вршиме, тешко и од аспект на процедури и така натаму, и од финансиски аспект ние како општина нешто сме правели и се уште правиме, еве сега гледам, уште некои средства се оделени, меѓутоа факт е дека задоцнивме, добро, ќе продолжиме со таа работа, но проблемот е акутен, проблемот мора да се решава. Како ќе се решава? Ја веќе видов еден настап во јавноста на сегашниот градоначалник кој вели општината има свој план, програма, како ќе се бори со загаденоста. Посебно ги потенцираше работата на комуналните инспектори, ќе одат по гаражи, по шупи да гледаат дали некој гори старо улје. Краткорочна мерка. Да, ако е. Меѓутоа дали се прави тоа? Ја не знам дали се прави. Пишувавме за тоа, искрено како информативни, како новинари, пишувавме дека ќе почне таа акција, не знам докаде. Значи не е почната, а веќе 2-3 месеца сме тука. Едноставно комуналните казнувања за одредени граѓани, поединци граѓани кои што фрлаат смет на недозволени површини, како случајот со господјата од населбата покрај. Ја фатила некоја камера и така натаму, па во ретјето на тоа ли ќе ја градиме стратегијата за чистење на воздух. Меѓу краткорочните проекти е казнување на поединци. И самите знаете, долгорочен проект тоа се прописи, ама и за таа работа треба некој да ја сработи. И за тоа казнување па треба инспекторите да идат, да шетаат, да се, како да кажам, да опоменуваат, да се караат, да се расправаат. Тоа е нивна работа.
Јас не знам што тие луѓе сработиле до сега. Ова што го видовме на плоштад околу овие тезгите што ги Така, тука имаше дивните тезги ги брза реакција, да кажеме, брза реакција. Така треба, тоа е за пофалба. Затоа постојат тие служби. Видите, сите тоа го приметивме и браво, во ред. Исто така треба и во другите, сме кажале дека ќе се бориме против загадување, ќе се бориме. Имаме стратегија, имаме. Тоа не знам дали имаме навистина, тоа прво ќе видиме, дали општината има стратегија за чистење на воздухот. Велам, ќе видиме. Градоначалникот каже дека има, јас не знам, ќе видиме овие дена. Тоа време ќе покаже, не може да се реши овој акутен проблем кој се провлекува веќе 4-5 години, значи фати од двете власти некако не успеа да најдат соодветно решение и кога граѓаните како најголем проблем кој истакнуваат токму загадувањето. Им се брои на тие што се сега на власт. Тие што се сега на власт, тоа е главно нивен проблем. Затоа што они биле во кампања, ветувале дека они се способни да ја решат таа работа. И сега што да правиме? Една акција која што отпочна и која што делумно е поздравена од граѓаните, особено во централното градско подрачје, нулта толеранција за узурпација на паркинг просторот и неплаќање на паркинг услуги кон предпријатието. Ја поздравуваат и самите вработени од предпријатието, велат ете се зголемат приходите, ја поздравуваат граѓаните, пешаците особено, кои што велат дека не може да се помине од узурпирани тротоари и сега така. И мислам дека тоа беше едно од ветувањата, веројатно сте следеле кампања, секако дека сте следеле на градоначалникот, дека прво што ќе направи е тоа. И дека на тој начин ќе се овозможи да се делумно намали загадувањето во центарот на градот. Реално и загадувањето е тука, во центарот на градот. А при градските населби малку полесно дишат. Така, веќе многу е убаво кога и е многу полезно кога граѓаните со своји иницијативи ќе се вклучат во функционирањето на една општина со да притискаат, да бараат и така натаму. Ова е еден од тие случаеви што велите, меѓутоа повторно тука се отвара прашањето. Узурпирани се тротоарите, па имаме ние сообраќајна полиција, како таа работа не ја работи. Сообраќајната полиција заедно со нашево јавно предпријатие имаат овие пајак служба и така натаму, работат, не завршиле ништо работа, ќе работат повише, ако така ценат, повише нека работат. Ова што градоначалникот го веќе вметна во развојната програма, колку гледам таму некои 4 катни гаражи, не знам какви се. Он вели таму, он вели монтажни гаражи. Такви монтажни гаражи лично јас не сум видел. Дали виделе и овие луѓе што тоа го гласаа, не знам. Ако виделе, секоја чест, јас не сум видел. И сите очекуваме какво е тоа монтажно и колку тоа ќе помогне, навистина не можам да кажам. Поголем број политички партии нудеа монтажни гаражи, се додека не се обезбеди таква катна гаража која што трајно ќе го реши тој проблем. Само вие не сте виделе? Не сум видел ни јас. Што да дискутираме? Во ред, доби виза од Советот да ги направи тие, нека ги направи, да видиме, веројатно ќе биде тоа корисно. Во моментов исто така се реализираат бројни проекти кои што секако мора да се напомене се од развојната програма 2017, преддонесена од претходниот совет и од претходниот градоначалник, се поставуваат, улички се асфалтираат, се поставува канализациона мрежа, проект секако мора да потенцираме со европски средства, тоа ниту се пари ниту на општината, ниту на државата, значи се фалеа и претходната опозиција. ВМРО ДПМН, меѓутоа тоа се пари на UNDP. На ИПА програмата, всушност на ИПА програмата од Европска унија. Така е. Тоа е прекрасна работа кога некој на ниво на државата ќе ти даде одредени средства, затоа што си членка на Светска банка, па уплаќаш средства, редовно ги враќаш долговите и сега тоа како грант, кој што грант можел да биде даден главно на други општини, меѓутоа сме имале среќа, што велите што сме имале среќа. Јас посебно моментот кога и старата локална власт и сега овој градоначалникот често пати има иста изрека: старата власт не закова ниту една шајка во Куманов. Не знам кој го смислил од двајцата, но го користат. Не знам за другите шајки, но на пример јас доаѓам како професор од земјоделско училиште Киро Бурнас. Не знам дали знаете, таму има една од најбавите спортски сали
во Куманово, направена токму од старата власт. Како дека знаеме, сме следеле кој го пуштил во употреба и меѓутоа не е битно кој ќе пушти во употреба. Знаеме кој ја направил. Така. Значи зборта ми е не заковала ниту една шајка. Навистина Господине Петрушевски, многу малку е тоа што направи претходната власт. Не дека ги бранам ниту сегашната власт, ниту многу малку направи за Куманово. Самите сте свесни и вие и вашите коалициони партнери. Мислам дека затоа и нема некоја не направија како што направија во Прилеп. Земете го Прилеп. Колку го исполниме буџетот Куманово како град, колку го полни Прилеп. Прво по бројноста на население ние сме стварно најголема општина. Така, имате некоја ваша перцепција. Мојата перцепција е дека дале колку дале, но тоа што е видливо, чекај сега ќе ви кажам, тоа што е видливо се негира. Не сакам да негирам. Ова алудирате, можеби затоа во Куманово изгубила опозицијата така. Алудирам, да го покаже. А го потенцирате Прилеп, дека таму многу Прилеп, па зошто изгубија во Прилеп? Зошто во Битола? Па не ви држи таа логика, тоа сакам да ви кажам. Без разлика по бројност на проекти, по квалитет на проекти, значи самите гледавме колку се лопати се фрлија на секаде во Македонија, освен во Куманово ги знам. Ти конкретно проектите кои што ги реализирало претходната власт, како дека морале да дадат нешто, па Куманово е тука во Македонија, не ту е во соседните држави, морале нешто да дадат и на крај крајава, без разлика на власта која што е така е во ред. Се разбравме понатаму тврдите тоа што го тврдите, не се сложувам со вас. А тој тие ваши аргументи дека ги знаете овие проектите, па ги знам. Не сте ме убедили воопшто. Па мислам дека ги знаат и граѓаните, бидејќи стварно тоа се бројат на прсти проекти кои што се реализирани овде. И сега очекувате ли повеќе пари? Тука доведуваме до прашање. Еден кој што не се признава. Се признава. Ништо повише. Ако не се признава. Ама не од вас, не е важно вие да признавате. Па граѓаните ја признаваат, нема потреба кој да ја признае друг. Поверите. Значи, тука го поставам прашањето, тоа ме наведе, сметате ли дека сега ќе има повеќе пари? Иако сте опозиција. Централната власт и локалната власт. Дали ќе дадат повеќе пари за Куманово? Кога велите вие сте опозиција, градот е на страната на опозицијата. Да, тоа е важно. Така, да. Беше градот на страна на опозицијата. Сметате ли дека сега, како што беше случајот со Прилеп и други градови, дека конечно и Куманово ќе земе повеќе колач од тој буџет што е главен, што сите го полниме? Очекувате ли, како граѓани? Според мене ќе се продолжи истиот тренд на тоа што е потребно за функционирање и во минатиот период, сите средства од ДДВ, например, се исплатени до 100%. Сите трансфери финансиски и така натаму, сето тоа се исплатено 100%, замислувам дека сега и тоа ќе продолжи. Дали Републиката ќе осмисли некој проект што ќе биде сместен тука на територија на Куманово? Очекувам најповише од економскиот сектор, слободната, нели, економска зона. Така, технолошко-индустријска развојна, тоа беше во ВМРО ДПМН и програмата и цело време. Меѓутоа ме плаши сега што во развојната програма не се споменува битно, не се споменува крупно. Сега ние како општина со наши документи треба да ги ставиме во документите, развојни програми, така натаму, буџетот, еве ние даваме, дајте луѓе да давате нешто повише. Мислам дека на последната буџетска седница, од она што можевме да го видиме од медиумите, помина овој амандман, предложен од ВМРО ДПМН, го прифатија на централна власт, збориме. Може. На централна власт го прифатија амандманот и мислам дека тој амандман држеше вода и потребно му беше такво нешто на Куманово. Куманово беше единствено без технолошко-индустријска развојна. А од поголемите центри зборуваме, не можеме да го мериме Куманово со Делчево. Да, добро. Мислам, реално. Позицијата на Куманово е најдобра токму од тој економски аспект. Коридорите се тука, границите, двете држави се тука, Куманово има потенцијали како работна сила и така натаму, и тоа треба да се мисли. Вака аеродромот е тука, мислам оној главниот, дури имаме и еден кој што може да помогне за нешто друго, автопатите, железничката линија, све е спремно така да Куманово доживее еден
каков таков економски бум, колку е тоа можно во овие услови. Уште неколку прашања до крајот на емисијата. Што очекувате од работата на колегите советници? Вие имате искуство од претходните совети, не од претходниот, од претходните совети, така. Имате доста разновиден совет по однос на возраст, полова, етничка и друг вид застапеност. Секако политичка, да не ја спуштаме главната. Така е. Она што сега го забележувам една блага конфузија. Мислам дека ќе се надмине. Зошто конфузија? Па не знам дали знаете, ние уште како совет не сме конституирани како орган. Имаме десетина таму, 13 комисии кои мора да ги формира советот, ние не сме ги формирале комисиите. Пазите, тоа е невозможно е тоа. Секој совет... Зошто се кочи тоа? Зошто не се постигна? Многу убаво прашање. Вака, еве, јавно го поставуваме и вие, и јас. Се кочи. Зошто се кочи, навистина не знам. И комисии немаме. Понатамо, ние како советници, па јас градоначалникот сум го видел, што се вели во живо 5 минути или 10 на таа седница, кога бевме и само на телевизија. Па пази, ние сме советници изберени од граѓаните. Ние представуваме таму 10, 12, 13 илјади граѓани. Па мора да најдеме начин да дебатираме, да расправаме. Ова на Фейсбук. Расправај се ти на Фейсбук. Не е важно. И тоа најди начин да се видиме со луѓето. Не мора на званични состаноци. Во ред се званични. Суштината на демократијата е разговор, дебатирање не на званични состаноци, секојдневни. Да се видиме, да се поразговараме, па нормално имаме своји предлози, своји видувања кои што ќе бидат. Иначе на званичен состанок, знаете, кога имате позиција, секој лови некого и политички поени. Не ни треба тоа, не ни треба ловење. Ајме, за да има што помалку лов во матно, мора да имаме вака видување, разбирање, инаку што ќе правиме? Нема да дојдеме далеку. Нека се имаат они мнозинство колку сакаат, во ред е, ама токму кај опозицијата е најголемото искуство од локална самоуправа во опозицијата сконцентрирано. И опозицијата треба да ги дава тие предлози, мислам дека не може да преспие опозицијата цел мандат како што имаше одредени случаи, одредени советници преспаа, буквално ги преспаа мандатот. Тоа си е нивен проблем, не знам. Сега со нови сте сите. Па како не, имаме навистина потенцијали интелектуални и политички токму во опозицијата. Не може ти да спиеш на тоа, а ние сме мнозинство, ќе ги надгласаме. Ама секако јас не ни очекувам дебата од власта. Власта ќе го гласа тоа што го предлага градоначалникот. Тие се тука заедно со него. Очекувам дебата која ќе произлезе како граѓанин од опозиција. Организатор на таа дебата е оној што е на власт. Управо тоа ја го кажувам. Они мора првин да седнат и со граѓаните и со опозицијата да дебатираат, да расправаат. Они ќе пресечат после. Во ред е. Ама пресечите, претходно имате дебата. Но, без јавност во работењето ниту една институција не може, а камоли ние. Еве сега се подготвува буџет. За општината. Никој ништо да жугне, што сега еве го веќе сме 14-15, ќе не викнат за 5-6 дена имаме буџет. Па ти треба време, треба дебата, треба дискусија. И навреме материјали тама, материјали како... Во оној минимум, во деловникот е кажано, советот треба да биде свикан со материјали така натаму 7 дена порано, но не помалку од 5. И еве веќе во 2 наврата во 5 дена добиваш. Ти знаеш какви се тие, и тоа е формално само, еве ти материјалите, па се ти снаоѓај. Не е само тоа да се ти снаоѓаш. Работава е многу порано да се седне, да се расправа, да се дискутира. Во многу тешка ситуација сме финансиска. 800 и кусур милиони, од кога ја чекам оваа цифра, градоначалникот нек не го каже. Што е тука и какви сме, такви се партии, марти, луѓе, различити, мора да наоѓаме чаре, граѓаните од нас очекуваат чаре да се најде. Кој бил крив повише, кој бил помалце, мора да наоѓаме чаре и мора да седнуваме, затоа сме ние тука. А не да се надмудруваме. Ние како опозиција ќе ги надмудриме, ќе ги зафркнеме, а они се па власт ќе не победат. Ние така ако тераме, нигде нема да стигнеме.
Така, малку на државно, на национално ниво има одредени превирања, нели во вашиот коалиционен партнер, најголемата опозицијска партија во НРОДПМН, најави председателот оставка, ги имаат конгрес. Секако вие сте коалиција, какви се вашите размислувања? Вообичаена работа, најдемократска работа, една политичка партија била на власт и така натаму, ги губи изборите, после, не знам, 10 победи, нивни 11, не е важно, и сега нивниот председател дава оставка, ќе си изберат нова структура, валјда предпоставувам, и тоа си е нивен проблем. Очекувате ли промени овде на локално ниво, отпосле, откако ќе се случи конгресот? Рано е да се... Во која смисла промени? Па, промени овде на локално ниво, дали... Во нивната партија? Да, во нивната. Тоа си нивна работа. Нека си се бираат, нека си се менуваат, тоа си нивна работа. За нас, и како членови на други партии, и како граѓани, ни е важно нашите политички партии, сите, да бидат асални, уљудни партии, да има што помалку превирање, да не си правиме штети помеѓу себе, така да дали очекувам. Не е битно промената, очекувам Македонија да се стабилизира. Во тешка ситуација сме, еве сега на меѓународен план, што се вели во каква ситуација сме. Некои мислат безизлезна, јас не мислам дека е така, но отом потом. Многу подобро е партиите да се стабилни. Не смееме на случување во партиите ние да гледаме како една утакмица и сега таму ќе има фаули, ќе има крварење, ќе има кршење глави и ние како публика ќе ракоплескаме. Такво нешто сега во Македонија не ни е потребно и навивам, сакам сите овие процеси да се завршат што по безболно. Јас ви благодарам што бевте наш гостин, слушна од граѓаните одредени ставови на опозиција во Советот и морам да кажам дека навистина имате искуство во вакви емисии. Се обидов да бидам ваш противник во недостиг на дебата. Секако дека останува отворена поканата за сите ваши размислувања, идеи, ставови кои што ги имате да биде пренесена до граѓаните, до пошироката јавност. Впрочем, тоа е улогата на медиумите, да поттикнат дебата и ние секако ќе ја работиме до крај. Така, ви благодарам и во секое време што се вели, може да се видиме. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на Телевизија Плюс.